Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Едно момче чуваше овци на швајцарските планини. Ги сакаше цвеќињата и блескавите глечери. Еден планинар дојде по тесната планинска патека. Здраво, како се викаш? Здраво, јас сум Хенри. Дали си сам овде? Да, на одмор сум и се грижам за овците на татко ми. Значи ти си овчар. Дали го познаваш добриот пастир? Не, кој е тој? Господ Исус. Во Библијата пишува дека луѓето се како непослушни овци кои со задоволство одат по својот пат. Добриот пастир не бара, сака да не води, да се грижи за нас и еден ден да не земе на небото. Ке ме земе ли таму кога ќе умрам? Да, само треба да го замолиш да стане твој пастир. Сакам да го направам тоа сега. Хенри кажа едноставна молитва. Доаѓаше од неговото срце. Сакаше да му припаѓа на Исус. Пред да продолжи, планинарот му рече на Хенри: Од сега секогаш му припаѓаш на добриот пастир. Можеш да кажеш: Господ е мој пастир. Погледни, можеш да ги користиш прстите за да го запомниш овој стих од Библијата. Хенри го повтори стихот и подигаше по еден прст од левата рака за секој збор. Особено цврсто го држаше четвртиот прст и рече: Господ е мој пастир. Среќен им кажа на родителите за тоа. Одморот му заврши и Хенри повторно требаше да оди на училиште. Дојде зима, а зимата може да биде многу опасна на швајцарските планини. Понекогаш постои опасност од лавини. Хенри газеше низ високиот снег. Одеднаш слушна грмење. Сакаше да избега, но беше многу доцна. Лавината го покри и го закопа под голем слој снег. Кога се стемни, родителите почнаа да се загрижуваат. Го бараа повеќе часови. Кога конечно го пронајдоа, видоа дека тој цврсто го држи четвртиот прст од левата рака. Додека умираше, Хенри се сети на неговиот добар пастир. Неговите родители беа многу тажни, но ги тешеше тоа што знаеа дека еден ден повторно ќе го видат Хенри на небото. Еден ден кога ќе бидат со добриот пастир за секогаш. Можеш ли и ти да кажеш: Господ е мој пастир? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!